Подготвени ли сте за забава? Во пингви стил! Оу, ја! Тоа се пингви! Крцкави житни оброци и барови за енергија и забава од утро до вечер. Само од Виталија. Здраво, јас сум Снежа Вилков, телевизиски водител, а во слободно време сум мајка, сум инструктор по пилатес, а инаку по професија сум професор по италијански јазик и книжевност. Она што најмногу ме знаат и ме паметат луѓето е секако ТВ водителството, па врз основа на тоа, ова е мојата примерна професија. ТВ водител е оној кој што го гледате на телевизија, кој што по некои чудни патишта влегол во телевизорот и од таму ви кажува секој утро или преку ден навечер ви покажува добар ден, добре дојдовте, вечерва или денеска ќе се дружиме во мојата емисија. Инаку, ТВ водителот во исто време и оној кој што се запознава со познатите фаци, па им прави интервјуа, па шета на концерти, па шета на представи, па прави интересни работи, сите оние работи кои што вие сакате да ги знаете за познатите фаци. ТВ водителот е оној кој што ги поставува како прашања на познатите фаци и благодарение на ТВ водителот вие знаете многу повеќе за познатите ликови. Бушави глави! Оше и зелен шух јадеме многу, ние сме најздрави, најсилни. Здрава храна! Корнфлексе што се прави со млеко и бисквити. Корнфлекс јаде мама, дека има јогурт, дека са јогурт на него. Корнфлекс е едно што се јаде, може исто така да се јаде или со млеко или со јогурт. Корнфлекс е само кога не правиш, само ставаш корнфлекс и јадеш со нешто друго или со млеко. Тоа е нешто слично како житарки, ама го има во разни бои. Корнфлекс е еден оброк кој што е здрав и го јадеме кога за доручек или за вечер. Си јадев, ама сега не јадам. Дека јогурто сега не ми личи добар. Многу сакам да јадам корнфлекс. Па мислам дека може и со вода да го јадеме. Не можеме ние секогаш да имаме млеко и јогурт. Ако нема нешто дома посебно за јадење, си правам корнфлекс. Чоколаден, а може да е и крцкав и не. За да треба да јадеме често корнфлекс за да не се разболаме и за да не бидеме мрзливи и дебели. Кога ќе бидам голем сам ќе се поготвувам. Веќе ја го јадам корнфлексот за да не ми спремаат друго. Не треба млекото сам да го загреам, да не направам беле или пожар. А за промена можеме и да го јадеме со чај. Како ти е убаво, така ќе си го јадеме оброкот. И сите деца сакаат да јадат корнфлекс со млеко, бидејќи тоа е многу здрав детски оброк. Во него има многу витамин. Убаво е да се мешаат постојано различни вкусови. И тој не помага убаво да размислуваме. Подготвени ли сте за забава? Во пингви стил! Оу, ја! Тоа се пингви! Крцкави житни оброци и барови за енергија и забава од утро до вечер. Само од Виталија. Корнфлексот, јас прв пат ги запознав многу одамна, ги запознав тие мали љушпи, затоа ги кажувам во множина. Сега, открив дека корнфлексот е одличен да се јаде кога е потопен во топло млеко. Тогаш е мек и вкусен за јадење. Меѓутоа, кога ќе го потопиш во ладно млеко, корнфлексот е ужасен за јадење. Затоа препорачувам топло млеко со корнфлекс, одлично за наутро. За доручек можете да додадете и некое овошјенце, обично тоа е исичкана банана. Меѓутоа, ако го јадете така сув или ако го јадете во ладно млеко, бога ми ќе се измачите.
Значи, кога станува збор за рецепт со корнфлекс, наједноставниот рецепт е мелени бисквити, малку крем, за да се и малку млеко, за да може да се направи или како пластелин, да може да се моделира сето тоа. Значи, ќе ги направите тие топчиња, потоа ќе ги извалкате во корнфлекс, значи да се залепи фино корнфлексот од страна. Најубава за јаде. Подготвени ли сте за забава? Во Пингви стил! Оу, ја! Тоа се Пингви! Крцкави житни оброци и барови за енергија и забава од утро до вечер. Само од Виталија!